Денеска ќе отворам еден скандал, една афера, за тоа како се злоупотребувани позиции од истакнати функционери од СДСМ од Неготино за вонправно да се стекнат со имотно-правна корист. И тоа спротивно на изборниот законник и со злоупотреби во делот на јавните набавки. Директорот на ТЕЦ Неготино и висок функционер во СДСМ Небојша Стојановиќ од Неготино, преку неговата семејна фирма Хем Алијанс, чиј собственик е неговиот татко, управител неговата сопруга, во нетранспарентна постапка за јавна набавка, со низа пропусти и недоследности, успеал да добие тендер за изградба на мала хидроцентрала на системот за водоснабдување Лукар, преку јавно-приватно партнерство со јавното предпријатие Комуналец Неготино. Тендер на јавното предпријатие Комуналец, чијаста директорка е Марина Бојаджиева, бил распишан и објавен на првиот ден од изборната кампања за локалните избори 2021 година, односно на 27.9.2021 година, што е во спротивност со изборниот законник, кој што децидно вели дека за време на кампања забрането е објавување на тендери од страна на јавни институции. Небојша Стојановиќ, користејќи го моментот кога целото внимание на јавноста е насочено кон изборите, од позиција на директор на ТЕЦ Неготино и висок функционер на СДСМ, веројатно се потпрел на своето партиско и политичко влијание за објавување на тендер во своја полза. И на тој тендер е и единствен понудувач. Директорката на јавното предпријатие Комуналец од Неготино, Марина Бојаджиева, иако била пристигната само една понуда на овој тендер, не го искористила своето законско право да го поништи тендерот. Среќниот добитник за изградба на мала хидроцентрала на системот за водоснабдување Лукар е директорот на ТЕЦ Неготино и висок функционер во СДСМ Небојша Стојановиќ. Институциите, почитувани, мора да реагираат, а директорката на јавното предпријатие Комуналец од Неготино, Марина Бојаджиева, мора да одговори. Зошто тендерот е објавен на првиот ден од предизборната кампања? Дали за предметот на јавна набавка е изработен елаборат од животната средина како законска обврска? Дали е спроведена јавна расправа и колку граѓаните биле запознаени со намерата за изградба на мала хидроцентрала на системот за водоснабдување Лукар? Дали формираната комисија за евалуација на понудите ги исполнила законските критериуми? Понатаму, дали во годишниот план за јавни набавки на јавното предпријатие Комуналец била предвидена ваква крупна јавна набавка? Почитувани, повеќе од очигледно е дека се работи за типична манипулација на СДСМ и користење на партиски и политички влијанија за лична корист. Институциите мора да реагираат, во спротивно одобруваат незаконско работење, тендери и партиски злоупотреби за лични цели. Почитувани, Македонија со СДСМ нема иднина. Ви благодарам.